Сега е точно 18 часот и 55 минути и време е за разговор со нашиот и ваш гостин, господинот Сотир Костов, политички аналитичар, граѓански активист, колумнист, писател и поранешен обвинител. Се надевам дека се е во ред и нема да имаме проблем. Господине Костов, ако се слушаме, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Бети се слушаме. Добро вечер за вас. Поздрав за сите македонци во Австралија и се надевам имате добра емисија и убав ден. Повелете. Најпрво да ви посакам и јас добро утро, господине Костов. Ви благодариме што со вашето присуство ни ја збогативте денешната емисија. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија. И јас се надевам, најнапред да се извинам, бидејќи целата екипа на Инфомакс во 4 града во Македонија гонат изборни криминалци. Јас не можам да воспоставам видеолинк за оваа технологија, малку сум неписмен, ама ќе надокнадам во друга прилика. Сега само со аудио ќе се конектираме, што ви се рекол. Токму така, ево и од наша страна да ги известиме сите наши слушатели, Facebook пријатели, дека денешниот разговор ќе го водиме преку аудио само. Значи, видеото изостана, меѓутоа, ние се потрудивме да најдеме една ваша фотографија и ќе ве гледаме, не знам колку ќе успеете после да го видите сето тоа, сепак преку фотографијата сте присутни и кај нашите Facebook пријатели. Се надевам. Ќе ми испратите линк, па и јас ќе го гледам. Господине Костов, со сета почит кон семејствата на оние кои живи и изгорија во Товската модуларна болница, пред да го продолжиме разговорот, имаме една процедурална обврска и едно процедурално прашање. Процедуралното прашање нема да го поставам, ќе ја кажам само процедуралната обврска. На почетокот сакам да ве известиме дека поради презафатеност денеска не извршивме проверка на додатните кабли и помначи на мобилните телефони и ако не дај Боже се случи некоја трагедија, за тоа ќе бидат виновни тие. Кабли. Видете, кажам, убаво се направиле, само ви да сте барале, не сте можели да ни најдете, бидејќи јас се што наоѓам кабел, ги носам директно во полиција и ги пријавувам како главни виновници за несреќата, на жалост, определено од земаните 14 животи на болните од ковид, кои отидоа во болница да најдат спас, да оздрават, да бидат третирани медицински, на жалост, на голема жалост се преплоцаа поради неодговорноста на луѓето менаџери таму во здравството, во социјала и труд. Така да, многу ми е криво што можеби употребуваме сарказам во еден ваков случај, но кога државата ја водат лицемери и хипокрити, луѓе кои немат поима од морал, мораме и ние вака да враќаме. Затоа на почетокот се извинивме до семејствата на сите оние кои што живи изгореа во болницата. Кога сме веќе на оваа тема, господине Костов, како ќе го прокоментирате до сегашниот однос на владата за пожарот во оваа тетовска модуларна болница на која живи изгореа 14 лица, но исто така сакаме да го слушнеме и вашиот коментар за одлуката на премиерот Заев да не ги прифати понудените оставки на министерот Филипче, како и на неговиот заменик господинот Хасани, но и на директорот на модуларната болница, ослободувајќи ги од одговорност за тоа што некој причината, како што рековме за пожарот, ја лоцираат во кабелот, штекерот и полначот. Има ли некаков меѓусебен договор помеѓу ДУИ и СДСМ од една страна и обвинителството од друга страна? Вие ви кажам, тоа е отсутство на морал, нема ни трунка етика, кога се работи за губење на човечки животи, по вина на институциите, на системот и на поединци одговорни луѓе. Во овие 30 години познавам само еден човек кој достоинствено си даде оставка, Антонио Пешев, многу одамна, во почетокот на нашиот плурализам, кога еден авион падна, втор авион падна, тој беше министер за транспортни врски и тој достоинствено, без понудување, без размислување, однесе неотподржлива оставка од причина што чувствуваше морална вина, а и не само морална вина. Сите други се
на еден начин неморални лилипутанци, немаат чувство за одговорност, не знаат што значи да пратиш човек во болница да ти се лечи, здравствените работници, докторите, лекарите да му го спасуваат животот, а да ти го вратат назад во пепел. Тоа значи дека имаме неодговорна, неморална влада и кај да е, ви тврдам дека со овој случај немил Потетово почна страмоглавиот пат на оваа власт, а за договорите нека им бидат какви сакат да ги имат. Не прифаќам јас договори кога се губат човечки животи, кога нема никој со чувство на одговорност, со чувство на морал и етика да понуди, што се вели, ако треба сами од себе да се жртвува, за да задоволиме едни елементарни стандарди и принципи на морално однесување воопшто и на етичко однесување во политиката. Не им вредат договорите, изгубени се неповратно 14 човечки животи. Уште еднаш многу ми е жал за тоа, уште еднаш, значи, и порака до роднините и неблиските да истраат, сони сме и кај да е, и кога и да е, правдата може би е спора, ама ќе ги стигне виновниците за ова. Господине Костов, како на републичко ниво, така и на локално. Ова недела што помина, Македонија и македонскиот народ чествувавме еден многу голем и значаен празник. Тоа е 80 годишнината од востанието, кога во Прилеп на 11 октомври македонскиот народ се дигна против бугарскиот фашистички окупатор и ја започна народно ослободителната и антифашистичка борба на Македонија, во која животот го положија околу 25.000 главно млади наши предци, за да се ослободи Македонија од фашизмот и окупаторите, за да се добие толку очекуваната и посакувана слобода и државност за која генерации пред нив исто така ги положија своите животи. Како ќе го прокоментирате сето она што се случуваше на денот на прославата од страна на власта, пред се на премиерот и председателот, каде што за прв пат фашистичкиот окупатор остана без име и презиме, а востанието го оставија недефинирано? И дали со недефинирањето за какво востание станува збор и од кој народ било составено тоа востание, води кон бришење, односно губење и на терминот македонски? Па видите и кажем, тоа е врз на политичкото лицемерие на оваа власт, а особено на Зоран Заев, тоа е на голема хипокризија и навреда, директна навреда на македонскиот народ, на слободарските чувства, во историјата на генерациите партизани и сите на тие што им помага да се ослободиме директно од германскиот фашистички окупатор, од италијанскиот фашистички окупатор, подпомогнат од албанските чети, балисти и качаци и, внимавајте, од бугарскиот фашистички окупатор. Никакви администратори, значи тие дојдоа и окупираа територија. На таа територија живееше и се уште живее македонскиот народ. Тие нанесува големо зло на македонскиот народ. Нема никакви трендови во современата историја. Историјата запишала дека тие се окупатори и тоа фашистички, дека се слуги на Хитлер. Јас, знаејќи на која тема ќе збориме, во раците, значи, држам прво заседание на АСНОМ, од една едиција незаборавник, јас во раците, значи овде ми е и проглас и манифест на АСНОМ, во раците држам и манифест на Мечкин камен, на Кучевска република и така натаму. Се е убаво во овие документи запишано. Сите оние што сакат да менуваат историјата, тие се ревизори, тие сакат со ретуширање да се удвараат на неофашистички политички елементи во соседството, но и на такви и слични елементи во Европската Унија, најдиректно мислам на оската Берлин-Париз. Така да ја отфрламе на овакво однесување и тие луѓе не заслужаваа да чествуват вакво светла дата 80 години од победа над фашизмот, но ете, тие сега ја водат македонската политика и ќе мора уште малку да ги трпиме.
Ето такво е моето мислење за една ваква хипокризија. И не знам дали приметивте, тие воопшто не спомнуваат наши борци, дејци, сакате партизани, сакате и линденци. Не ги спомнуваат, бидејќи да не ги навредат нашите така наречени пријатели од Бугарија. Ако не се пријатели, тие нема да ни го прават ова, да ни негират држава, јазик, народ и се, што е македонско. Така, ова врхушка на ова власт неколку недели, па дури месеци пред 11 октомври, ја припрема македонската јавност со изреката дека тренд во Европа, па и на Балканот, и ако сакате во светот, било да не се споменува етничката определба на фашистите и окупаторите, иако тоа е сосема спротивно од фактичката вистина. Со овој изговор Заев и неговите околу него го бришат зборот бугарски пред терминот фашистички окупатор во учебниците. Господине Костов, како ќе го искоментирате сето ова, кое е сосема спротивно од она што стои во манифестот на АСНО? Па, многу констатирате, тоа е рушење на темелите на асновската наша држава. А ако се сеќавате, тие со кога уменува уставот, фактички се откажа од решенијата донесени одлуките на АСНО за државноста, за јазикот и така надаму, и само спомна прогласот, што е на нов и пој. Се ви кажам, тоа се еден вид од родници кои немаат чувство за национално и ги извитуперуваат тезите во демократска, да кажаме, Европа. Јас се сеќавам многу одамна. Извинувањето за фашистичките недела ги најави Конрад Аденауер, прв се извини Вили Бранд, како да кажам, сликовито тоа го направи Хелмут Кол, кој држејќи се за рака со Митеран, председателот на Франција, се поклони на жртвите на фашизмот и се извини на француската нација и на сите останати држави во Европа и во светот за се што нанеле зло, фашистичко зло на слободарските европски и светски народи. Такво нешто, јас сум го кажал многу пати ова, такво нешто нашите соседи да не направат, а не да се правда тоа било режим или не знам што, тие биле демократска напредна нација. Не е точно. Каде се оние здруженијата Браник, па каде се најразличните други фашистички здруженија на Отац Пајси и така натаму. Тоа беше еден бран фашистички во Бугарија, која го зафати тогашниот царски режим, се прошири и на дел од народот, за жал, и дојдоа и не поробија. Значи, нема признавање такво нешто, бришење, се додека не се извинат, се додека не се покајат, тоа е ради жртвите што ги имаме дадено, ради нашето славно минато, и видите, од кога тоа ќе се случи, па треба и ние да разбереме, доколку се случи, дека треба да градиме еднината за нашите деца и за нашите внуци, да си подадиме рака со нашите соседи и да се обидеме да градиме демократија и добро соседство. Сето друго е лицемерие, сето друго е врвно изигрување на историјата и преправање на историјата. Сега за сега не одобрувам такви трендови, сега за сега сум против вакво однесување и се залагам народот широко да ги отвори очите и ова да го казва. Господине Костов, имајќи во предвид дека и досега, според македонскиот устав и според било кој друг закон и правен акт, не беше забрането председател на државата како и премиер да биде избрана личност која не е етнички македонец, како ќе ја прокоментирате изјавата на Заев дека едва и чекал да доживее председател и премиер да биделе албанци, но исто така изјавата на Али Ахмети дека на следните парламентарни избори председател на Македонија и премиер ќе биделе албанци. Дали Заев е спремен на отстапки по ова прашање, само да си го дозаврши сценариото за уништување на Македонија и македонскиот народ? Па видите, со самото тоа што изјавува, стапките се направени, они си намигнуваат еден со друг. Секој пат кога ќе дојде избор, тие ја ставаат волчешката кожа и ја оттргаат и се прават јагниња, демократски јагниња, дека се демократија 24 каратија за нив иронично велам. Не, видите, тие се на луѓе, тоест политичари, што ја уништуваат државноста на Македонија.
тие се луѓе кои за власт, за пари, за моќ, за тендери се ќе жртвуваат. Да бидам искрен сега, ги двоја, не се исти. Али Ахмети е човек кој има визија, стратег и кој чекор по чекор си остварува својата кауза што ја застатал уште од 2001 година, да не речем и порано. Тој знае што прави, тој знае кога што да изјави. За жал, некои работи што не треба да му се остварат, му се остваруваат. Но проблемот нам, видите, сигурно не ни Али Ахмети. Нам проблемот ни е македонскиот дел од политичкиот кампус, моментално политичката партија на власт и нејзиниот водач Зоран Заев. Тој е спремен и прави такви отстапки и компромиси. То не се вика компромиси, то се одроднички чекори и потези. Тој се ќе даде од власта, само и само тој и неговата врхушка политичка во СДСМ да останат на власт. Така да и ова го осудувам и ова не го прифаќам и секој пат кога сум во прилика меѓу македонците им го објаснувам дека крајно време е да прифатиме дека сепак има поделба на македонци кои си ја сакат родината и од родници кои се спремни. Тоа историјата, впрочем, го покажала колку песни пеат за алкодошите, за шпионите, за оние што ја предале македонската кауза, па и еве и тоа ми се случува и сега и мислам дека крајно време македонскиот народ тоа да го касне. Уште малку на ова прашање, дали ваквите изјави отвораат вратата на менување на уставот, со што би се променил досегашниот начин на избор на председател на државата и наместо на непосредни избори, председател да се бира посредно во Републичкото собрание? Јон, еднаш од невнимание, од неискуство, од неспремност, простихме на нашите пријатели од ВМРО за промената на уставот, кога 8 луѓе, ајде ќе бидам безобразен, тоест остар, им подкупија. Втор пат нема да им го простиме. Ама сум убеден дека втор пат нема да се случи. Знаеш добро дека за да се смени уставот се потребни 2/3. Па ајде да ги видам кога ќе ги освојат оние 2/3 од парламентарците. Напротив, сега мислам поинаку ќе оди, во следните парламентарни избори бројот на пратеници од десницата, а да бидем искрени од граѓанските здруженија, па еве се надевам дека и полека ќе се јавува феноменот трета политичка партија во македонски блок, четврта која малку повеќе ќе зацврсни и ќе има со кого ВМРО да коалицира, така да веќе нема да биде сам напуштен, незаштитен или не знам што и да му се случи тоа што му се случи во јануари, чинам 2019 година, никога нема да ги заборавам 9, 10, 11 јануари, кога пред собрание ние протестиравме, го бранихме уставот и името, а тие не издадувам, мислам на Заев, на Дуи и останатите, подпомогнати од неколку пратеници на ВМРО. Не, тоа веќе нема да се случи, учиме од лошите грешки од историјата и мислам дека еве из ова што сега го браниме јазикот македонски, македонската култура од наездата, а бугарска мислам дека покажува дека сме на едно повисоко национално ниво освестени, како политичарите, така и граѓаните. Мислам дека тоа веќе нема да се случи. Господине Костов, како ќе го прокоментирате фактот што политичката партија Левица немаше кандидати и листи на советници во оние општини каде од СДСМ се комотни дека ќе победат, а листи на советници и кандидати за градоначалници поднесе во оние општини каде се очекува дека опозицијата заедно со коалиционите партнери ќе издвојуваат победа. Има ли сприена коалиција помеѓу Левица и СДСМ? Јас ќе бидам многу отворен и искрен во круговите аналитичарски со кои се дружам, а и во политичарите од десницата. Познат сум и малку сум критикуван како човек кој поддржува раснење на трета партија, па дали тоа било Левица, дали тоа било некоја друга партија, и знам зашто го правам тоа. Но во случајов, сосема сте во право, прв пат од постоењето на Левица ме разочара. Овој ден кога видов, а јас имам сите информации кои се политички и граѓански субјекти поднесува кандидатури како за членови на Совет, така и за градоначалници, кога видов дека во Струница нема нивни листи како за градоначалник, така и за членови на Совет. Тоа е една голема грешка на Апасиев, дечкото кој беше во успон до сега, дечкото
кој се беше, самиот се нарекуваше македонскиот Робеспиер. Јас, може би нема да ви се бендиса, ќе ви кажам дека единствено од малите и средни партии тој на овие избори ќе имаат успех во делот на членови на совети, во делот на кандидатури во 10 општини за градоначалници ќе доживеат дебакал, сите 10 ќе ги изгубат, но после изборите ќе почне еден процес, бидејќи тој ќе треба да даде отчет зошто се договара со власта, а се покажува, се прикажува како опозиционер. Да не се прикажува опозиционер, ова е демократија, секој си има право спрема своите убедувања, ставови и позиции да договара дали со власт, дали со опозиција. Првпат приметив едно непринципиелно, едно не, така да кажам, ајде, македонско однесување на младите дечки од левица, за кои да бидам искрен, мене ми се симпатични, во некоја друга прилика ќе ви објаснам зашто ова го велам, но ме разочараа. Конкурираат во Скопје, многу добро знаат колку ни е потребно Скопје да го освоиме, тоа политички е повојна Македонија, а заедно оставаат бришан терен во Струница за неговото мануваче таму да победи. Не го прифаќам ваквиот однос на левица и во секоја прилика ќе го критикувам. Така ќе мора да побрзаме. Сега сме сосема сигурни дека Македонија нема да биде членка во Европската Унија ниту во 2030 година, а ова констатација ја засноваме на изјавите кои доаѓаат и дојдоа од самата Европска Унија. Дали конечно на овие локални избори гласачкото тело ќе се разбуди и ќе смогне доволно храброст да ги казни и да ги прати на политичко буниште прематарите од власта кои под плаштата на Европската Унија подметнува транзиција, корупција, национални и државни отстапки, преспански и бугарски договори и катастрофи во сите општествени сегменти. Ке се разбудиме ли конечно за да разбереме дека никој нема да ни ја направи државата доколку сами не си ја направиме? Крајно време и добро е што вие како медиум ова го пропагирате. Ја не сум сигурен дали целосно ќе се освестиме, но битно е дека тој процес се почнат, значи има показатели. Инаку да бидам искрен, ја уште 2008 напишав една колумна во Дневник ја објавив, имаше голем одек и од тога сум прогласен за голем националист, кога реков размислување на еден антиевропеец, ама тоа го објаснив што значи антиевропеец, објаснив дека ние никој пат како држава кој имаме соседи Грција, Бугарија, Србија и Албанија, по тој ред ги наредив, дека нема да влеземе во Европската Унија, а од историски неразјаснати работи од нивна страна, не од наша страна. И сега, ова сегашното што го кажуваш, да го потврдам или да не го прифатам, сосема си го право кога велиш дека под плаштот на европска иднина, која за нас е никаква, еве во ковид криза сме, дали се сеќаваме дека нешто Бог знае што ни помогна, не, апсолутно не. Нам повеќе ни помогна Србија, најмногу ствари, па ни помогна Маđарска, па ни помогна Словенија, па ни помогна нешто Русија, на крајот ни помогна и нешто Кина, од Европска Унија ни дадоа кевиња. Им благодариме, стварно многу сме им благодарни. Така да се вратам на пучанството и на избирачкото тело, време е да се разбудиме, мислам од тој сон веќе сме трогнати, колку ќе се разбудиме, ќе видиме во недела. Господине Костов, како ќе го прокоментирате она што вице-премиерот Димитров молчеше 16 секунди во знак на 16 годишното чекање за членство на Македонија во Европската Унија? Дали ова е симптом на недопорастено дете со симптом на закаснат пубертет или пак барање на еден вид на заштита од презнакот предавник? Многу убаво сте го дефинирале. Браво, моите комплименти. Видете, ќе одговорам со сличен јазик на вашиот. Значи, тоа е дете прерано отргнато од мајчината дојка, не е напоено со македонско млеко и однесувањето негово многу добро сте го дефинирале. Видете, можеме ние аналитичарите, можеме луѓето кои немаме некоја, како да кажам, државничка одговорност, да употребуваме метафори, па да правиме говор на телото, body language или било што. Еден искусен дипломат занемено да остане пред европскиот микрофон, таму каде што треба да биде најгласен. Таму каде што биде, ако сакате да знаете, да биде и безобразен кога се работи за интересите државнички и национални на Република Македонија, не смее да молчи. Видите, тоа, јас сум љубител на метафорите, тоа е некоја метафора што сакаше
бугарските колеги да ја направи, неуспешно ја направи. Ја би го советувал да сум советник, поинако да ја направи, ама ќе ги оставам советници кога ќе дојде некој по-македонец и некој подобро дипломатски изграден министер за надворешни работи или еве сега подпредседател во владата, па тогаш би ги дал советите. Не оправдувам такво однесување и осудувам. И на ова следно прашање, господине Костов, сигурно нема долго да ви трае да ли одговорите. Дали она што се случи во Прилеп со премиерот Заев и делегацијата и така наречената герила од страна на левица за време на прославата на 11 октомври беше несмесно однапред испланирано сценарио, бидејќи не видовме да имаше реакција од обезбедувањето на Заев? Видите, ви кажам, знам како се организираат тие настани, има претходници кои го бришат просторот и секакви фалсификацијски поднаводници препреки отстрануваат. Што не били отстранети, има некој договор, но не можам да бидам лицемер. Жалам, ево да ви кажам неотворено, жалам што тако ги не направија моите пријатели од ВМРО ДПМН. Па ке ме интересираше како ќе беше однесувањето на власта и на обезбедувањето на Заев и на не знам кој друг. Ја очекував тако нешто да им направат моите пријатели, многу блиски другари од ВМРО, и да не им дозволеа дури ни да положат цвеќе од причини што не заслужуваат. Ја не знам дали има договори, очигледно нешто е сомнително, очигледно не знам што. Како, ама сум задоволен, оно што си разменија мислења, оди во дали не треба да одите во психијатрија, ајде да одиме заедно. Јас пред 4 години кажав, оваа власт не е за психолог, туку е за психијатар. Во тој дел сум задоволен. А очигледно има некој непринципиелен договор, очигледно. Од авион се гледа тоа. Така. Господине Костов, ќе го завршуваме интервјуто со еден блиц на прашања. 10 прашања имаме, очекуваме 10 одговори, ама за помалку од 10 минути. Како ја видовте оваа предизборна кампања? Кампањата е малку нестандардна, нема ништо ново. Јас дури би рекол на еден начин тоа е како да ви кажам, од прилика нови избори, ама стари навики. Дури нешто слично 24 август напишав пред кампањата и реков, се плашам дека да не ни се случи силниот, а тоа е власта, политички партии на власт, дека ќе прават она што можат и што им е ке во изборите, а слабиот, тоа се граѓаните и опозицијата за жал, ќе трпат она што мораат. И еве, последните 2 дена гледаме, тоа се случува, имаме ненормални примери за подкуп, за притисок, ќе ви ги бројам градовите, че нам нема да испуштам. Бутел, Ѓорче Петров, Кочани, Крида Паланка, Свети Николе, Охрид, Битола, Велес, Делчево, Илинде, Виница, Прилеп, во сите овие градови се фатени инфлагранти луѓе кои даваат подкуп од страна на власта и полицијата не действува, обвинителството не презема мерки. Јас веќе се сомневам дека овие избори ќе бидат слободни. Не стоите до договорот. Пократки го одговорите. Да. Така заште и од не стоите на договореното. Треба пократки. Готово, ајде. Во ова предизборна кампања, овие од власта, како што рековте, беа живи фатени како нудат подкуп. Зошто оние од МВР и од обвинителството молчат и наместо да ги бркаат тие кои подкупуваат, поднесуваат пријави за неовластено снимање? Па еве, значи, у првиот сум одговорил на второто прашање, затоа што ја бранат власта, а не смеат така да постапуваат, треба да постапуваат принципиелно, професионално, според стандардите на полицијата и јавно-обвинителските правила во Законот за јавно обвинителство. Значи имаме подкуплива полиција и неавторитативно јавно обвинителство. Одиме на третото прашање. Се надзира ли победник за градоначалник во првиот круг и во која општина тоа е се поизвестно? Видете, ја мислам ќе има победници, сега, ај вака, сега само малку да се сконцентрирам. Има 22 општини во кои ВМРО и ДПМН и СДСМ се само они противници, нема други, јас велам замешатели. Од тие 22 општини, ја мислам, во неголемиот дел ќе има победници во првиот круг.
за жал моите предвидувања се дека оваа насилничка власт која подкупува не си го цени својот народ, во поголем број општини ќе биде победник, ама пред 2 дена е почнат еден бран на освестување, народот гледа како се однесуваат со зејтин брашно, го понижуваат и мислам дека ќе има некое подобрување и еве да речам прв круг сигурна победа во прв круг на ВМРО ДПМН во Кавадарци, дали во прв или втор круг во Виница, во Зрновци, Неготино, Шопиште, се како ми доаѓаат најавно, Ново село, Босилово, ето, отприлика, тие мислам дека ќе бидат во првиот круг, а да се надеваме дека во вториот круг имаме повеќе победи. А кое е вашето мислење за тоа каде ќе ги пренасочат гласовите оние кои нивните кандидати нема да успеат да влезат во вториот круг, веќе оние од помалите политички партии, како што се Левица, коалицијата Дом и ЛДП, твоја партија на Тортевски, ЦМРО, на господин Шејтански, од Бойкотирам и така натаму. Јас имам рече конституција политички партии, но сум застапник на теза дека сите овие партии што ги наброивте требаше да бидат обединет трет блок или заедно со ВМРО ДПМН. На жал тоа не се случи. Тие немаат могли да насочуваат своје гласачко тело, бидејќи имаат многу мало гласачко тело. За сега ги гледам како нека ми просте Господ и тие, како штеточини на изборниот процес, како луѓе кои му прават штета на ВМРО, тоест политички субјекти кои му прават штета на ВМРО ДПМН и тврдам дека тие нема да насочуваат гласови, бидејќи едни се во договор со власта, другите се гледат парцијални работи, некој глас ќе освојат за да земат државниот колач. Мислам дека ВМРО ДПМН е само оставено да се бори на ветрометина и да се надеваме дека ќе се избори. Ќе успее ли некој од помалите политички партии да освои барем по некој советничко место и кој од нив има шанси? Вака, денеска премиерно кажувам, во градовите каде што тие во голем број се пријавени, ја ги нареков опозициони змијарници, бидејќи прават штета, ама денеска ќе кажам тоа се блокот 0-0. Ќе освојат 0 број градоначалници и 0 број советници, а сите партии, да не ви трошам од времето, бети ги наброја. Значи тоа се сите останати партии, сем ВМРО и СДСМ, сем Левица. Левица ќе освои еден симпатичен број од некои си 60 на советници, нема да освои ниту еден градоначалник, а сите останати нема да. Значи од доседи, троседи и канапе партии денеска званично премиерно ги прогласувам за блок политички партии 0-0. Од Европската комисија потврдија дека договорот со Агенцијата на Европската Унија, позната и како Frontex, кој договор е за управување со границите помеѓу Европската Унија и Македонија, останува блокиран од страна на Бугарија, затоа што Бугарија не го признава македонскиот јазик. Како ќе го прокоментирате тврдењето на господинот Заев сите овие години од потпишувањето на договорот на Нивици и договорот за добрососедство со Бугарија, дека македонскиот јазик ни бил забетониран? Македонскиот јазик е моментално најнападуваниот јазик во Европа и во светот. Заев зборува глупости, напамет зборува, ја залажува македонската јавност. Инаку сега ќе ви исправам, ама не во суштина. Тоа не е договор за добрососедство, тоа е договор против влегувањето на Македонија во Европска Унија, мислам договорот со Бугарија, а договорот од Нивица е договор за срамно одземање на името македонско. Така да, конечно мислам дека сите свативме, дека тоа се против договори против интересите на Македонија, бидејќи ако беа за добрососедство, ние сега имавме некое поглавие отворено, ќе имавме заедничка седница со Европската Унија. Дали одобрувањето на меморандумот за разбирање помеѓу Македонија, Бугарија и Албанија од страна на техничката влада на Бугарија може да се смета како еден вид на подавање на рака на Заев, бидејќи се случува во време на локалните избори? Секој подавање на рака од Заев е силен гајтен и за него, ама за жал и за нас, бидејќи видите бугарите се турко-татарско од минатото племе, а сега народ и држава кои во минатото се китеа со нацистички свастики, со опашка од коњи и така натаму, а сега ги узурпираат 12 златни и жолти звезди на Европска Унија. Од нив не ни треба таква рака, од нив ни треба искреност, да ни помогнат.
а потоа да ги отделиме двата процеса на неразчистени според нив, не според нас билатерални односи и да видиме сме ги достигнали стандардите за да ги отпочнеме разговорите. Таква рака не ни треба. Таква рака не сакаме. А Заев не знам што ќе прави, тој секој пат прави глупости кои во прашање Македонија и интересите на Македонија. Господине Костов, дали знаете зошто се уште не е изработен или поточно објавен конечниот извештај од минатите избори, што требаше ОПСЕ и ОДИХР да го издаде веднаш после изборите или најкасно 30 дена по изборите? Бете, со Јон ми правите голема задоволство и кеф да ви кажам. Јас се осеќам осамен човек по ова прашање. За сега најмалку 4 пати, а мислам еднаш и во вашиот медиум го спомнав тоа, бидејќи као правник и човек кој ги следи изборите, ги следам сите детали, не ги заборавам. Ова е срам, невиден срам за ОПСЕ и ОДИХР и не знам зошто не го објавуват. Тие не го објавуват најверојатно, ако се сеќавате кога изборував за мојата последна книга за институционалниот подкуп од парламентарните избори пред време минатата година, веројатно очекуваат некој подобрување годинава. Еве, сега гледаат дека нема подобрување. Во 12-13 градови има ненормален подкуп и ако нова го додадеме институционалниот подкуп, 30% зголемување плати, давање предвреме К15, ветување на администрацијата и така натаму, ќе се види дека ова е подкуплива, корумптирана власт. Ова власт треба да падне и тој извештај, ако се напише по стандардите на Европската унија, ОПСЕ или ОДИХР, треба да ја каже вистината. Го нема ради тоа што ја крие вистината. Ајде да видиме што ќе биде из нови избори. Не верувам во таа господја што ја води мисијата, за мене таа не е кредибилна. Имајќи предвид дека во Македонија на овие локални избори за прв пат ќе се користат читачи на прсти, ќе има ли фер, демократски и кредибилни избори или пак по старо ќе се продолжат со институционален и државен подкуп и корупција? Па видиш, да збориме отворено, во видувањето на Фингерпринт ги ја подобрува состојбата за фер, демократски, слободни и кредибилни избори, ама ако доследно се спроведи. Јас го мислев тоа се до оној момент додека мислев дека тоа е мрежен систем, управувано од ДИК, кога сватив дека тоа со тие машинки модерни и те технологија ќе ракува само избирачките одбори и кога видов дека не ги покануваат во полн состав, туку само претседателите и членовите, а не и нивните заменици кои најчесто се од опозицијата, јас се сомневам. Ама, дај Боже да не сум во право и дај Боже конечно да видиме малку по-добар процес на одвивање на изборите во Република Македонија. Ајде еднаш да бидеме оптимисти и да кажеме дека овој пат ќе имаме нешто подобри избори. Ама сите показатели кажуваат спротивно. И за крај, господине Костов, какви резултати очекувате врз база на вашата анализа? Кој ќе ја понесе победата? Видите, ви кажам, сега ми поставите многу тешко прашање, ама јас никој пат не ведам. Дадете го лесниот одговор. Молим? Дадете го полесниот одговор. Еве вака, срцето вели ќе победи опозицијата, разумот вели ќе победи власта, на жалост. Мислам ме свативте што е. Знаете што е, срцето сакам, наливам, ама ги гледам условите, го гледам подкупот на кој потпаѓа нашиот македонски гласач и мислам дека сепак во конечна фаза ќе победи власта, но овие 24 часа, тоест 48 часа се многу битни, на терен се случуваат срамни работи, можно е да се преврти работава. Не само тоа, можно е да луѓето се разбудат после првиот круг. Така. Од твоја уста во Божји уши. Видат резултатите, па вториот ќе се разбудат и ќе знаат дека со кило масло не се живее 50 години или 10 години, туку една недела може би. Браво, Јон, така. Ви благодариме за учеството во Македонски корени, господине Костов. Посакуваме да се имате убав викенд. Често беше моја, уште една се извинувам за немање видеолинк, во друга прилика ќе ви надокнадам. Видеолинк ќе имаме најверојатно со Милош Милошевски од Инфомакс. Тој од терен ќе ви каже што све вчера во Прилеп, во Битоле што имаше, во Велес и така натаму. 4 екипи на Инфомакс одат из Македонија. Така. Останете ќе ви дадат конкретни работи. Бидете ви поздравени, се најдобро. Чувајте се, пријатно.